По однос на информациите кои што деновиве кружат по медиумите, дека сум сакал нелегално да доградам уште еден спрат врз објектот лоциран на улица Брајке Ламенски, број 34 во Прилеп, а кој објект е во моја сопственост, чувствувам потреба и сакам јавно да се произнесем и на јавноста да ја презентирам вистинската слика и фактичката состојба. Објектот датира од втората половина на 19 век, истиот е купен од моја страна пред 20 години. Се работи за објект кој во имотен лист и фактички се состои од сутерен со површина од 255 метри квадратни и кат 1 со површина од 109 метри квадратни и кат 1 исто со површина од 87 метри квадратни. Бидејќи објектот е стара градба и од денот од кога е истиот изграден денес, врз него не е вршена санација и реконструкција, а и поради опасноста од саморушење, на истиот ангажирав правно лице кој изготви основен проект и беше поднесено барање за реконструкција на кровот, зашто од страна на општина Прилеп беше издадено решение со кое ми се одобрува да извршам реконструкција на кровот. Но во текот на изведувањето на градежните работи, односно отстранувањето на кровот, дојде до појава на делумно саморушење на постоечките масивни ѕидови од катот со пукнатини во ѕидовите. Поради што изведувачот на работите до ЕЛАС општина Прилеп уредно достави писмено известување за новонастанатата ситуација, во кое наведено, цитирам: при реконструкцијата на кровот, која што подразбираше отстранување на дотраен кров со стари гнили греди, за да потоа се постави нова кровна конструкција на објектот, при интервенцијата за отстранување на кровот, бидејќи стариот кров имаше цврста врска со ѕидовите од катот, при рушењето на кровот дојдено е до деформации во ѕидовите од спратот, во вид на поголеми пукнатини по цела должина на ѕидовите, како и диагонално на нивната вертикална површина од надвор и од внатре, при што дојде до нивно делумно саморушење. Ако се земе во предвид дека се работи за многу стара ѕидарија од тула со варов малтер, ваквите деформации предизвикуваат опасност од саморушење на самите ѕидови од објектот. Поради тоа, приморани бевме да ги срушиме и одлучено исти да се рушат контролирано, без предизвикување на опасност по објектот и околината на објектот. При рушењето на кровот дојдено и до оштетување и рушење на дотраената плафонска дрвена конструкција над спратот, тоа е таванската конструкција, тоа е под кровот. Писменото известување кој изведувачот на работите ги достави до ЕЛАС општина Прилеп, сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина, во врска со новонастанатата ситуација на ден 1.4. од страна на секторот на урбанизам, комунални работи и заштита за животна средина е препратено до градежниот инспекторат при општина Прилеп и истиот на ден 2.4. го има примено од негова страна. По однос на вака доставеното известување за новонастанатата ситуација, градежниот инспекторат при општина Прилеп до ден денес се нема произнесено, поради што од моја страна изведувачот му беше наредено да запре со градежните активности се додека не добиеме одговор по известувањето. Поради новонастанатата ситуација, од моја страна како инвеститор до Перкан проект Доел Прилеп на ден 2.4. 2025 година беше доставено писмено барање за изработка за проектна документација за реконструкција на постоечкиот објект со цел објектот да се врати во истата габаритна состојба до пред преземањето на градежните дејствија врз кровот. Сакам да напоменам и тоа дека предметниот објект не е евидентирано недвижно добро, нема изготвено акт за поединечна заштитно добро и не спаѓа во заштитни подрачја ни во контактна зона на споменичкиот комплекс Стара Чаршија. Почитувани, исто сакам да напоменам дека никогаш не сум работел под државна капа. Потекнувам од работничко семејство кое никогаш не живеело на јаслите на државата, а како советник на општина Прилеп, па до ден денес, мојата плата, мојот хонорар го донирам како помош на најранливите категории на граѓани. Поради ова сметам дека се бара начин како да се извалка моето име, поради можноста за кандидатура од моја страна за иден градоначалник на Прилеп. Точно во екот, кога се очекува да бидат објавени имињата на кандидати за идни градоначалници од страна на ВМРО-ДПМНЕ.